Добро вечер и уште еднаш нема љутиш, нова епизода за која се надевам дека ќе ги задоволи сите ваши вкусови. Еве есента, полека, некако летна, ама и зимата нема многу да се задржи, туку онака ќе пролети, бидејќи не гледам дека ќе има премногу ниски температури. И ова како претходните, така, не најнеобична, ама меѓу најнеобичните и најнестабилните, барем јас откако паметам, но тоа сепак не е причина да не ви посакам едно големо добре дојде со уште една нова епизода на вашата омилена емисија Нема љутиш. Важно е, значи, дека заклучивме оти јас не сум многу стар, туку дека одам на паметам. А што знам, секој ден мислам дека сакам и да паметувам помалку. Не мислам, сигурен сум си знам за себе. Па поради тоа си измислив и начин како да не се здебелите и ќе ви го препорачам нормално. Затоа што е премногу едноставно. Еве вака, ако се плашите дека тоа може да е од многу јадење, значи дебелењето да е од многу јадење, треба само пред секој оброк да испиете по една чашка ракија. Значи ако ви е страв од тоа, ракија и тоа сосема го анулира чувството за страв. А најдобрата диета треба да биде поддржана секако и од некој стоматолог. Се прашувате зошто? Ќе ви објаснам. Одете и направете ги забите, а тој што? Знаете, кога ќе ги направи забите, ви препорачува да не јадете барем 2 часа. Ви текнува, нели? Ама вие, откако ќе ја видите сметката од стоматологот, бидете сигурни дека нема да јадете цели 2 месеци. Мислам, што од заштеда, што поради фактот дека можете бргу да ги истрошите новите заби, пошто ќе следува нова сметка, нели, ако правите нови заби, која јас не верувам дека ќе можете да ја сварите, па се и да јадете, така да дебелината за вас е минато дефинитивно. Ова не важи за богатите, не, туку само за сиромашните, затоа што богатите се секогаш скромни, нели? Тие често знаат да кажат дека богатството па дури не им е потребно, не е нужно, не. И дека, ете, и без него тие пак ќе биле тие, односно ќе биле исти. И ќе се сложам со нив. Да, богатството на вистина не ти треба. Не ти треба откако ќе го имаш, не? Ако веќе го имаш, не е потребно. Ние сме веќе богати, нели, затоа што сме со вас и со нашите пријатели, како што е нашиот покровител, Државната лотарија. Играјте Лото 7, секоја среда и сабота, бидејќи главната премија, да ве потсетам, надмина 61 милион денари. И не заборавајте на она игра Джокер, бидејќи за малку така можете да добиете епте многу. Супер се подароците и наградите и со играта Джокер. Гребете и гребки, тоа ве подсетувам постојано, затоа што се бројни, ги има преку 10 различни, и секако размислете за тоа некому за празниците да му подарите гребка и на тој начин и тој да ја почувствува среќата, а не само вие. Не бидете себични, подарете. Веднаш до нив, на самиот врв си и останатите наши подржувачи и пријатели, меѓу другите Бучен Козјак на најдобар начин, така што ги изработуваат оние превкусни и здрави млечни производи кои ги има насекаде и во скоро секој маркет. Ќе потсетам, најголемиот дел од гостите токму за производите на Бучен Козјак велат дека се нивните омилени, иако и останатите производи на нашите пријатели секако се високо ценети. Доаѓаме до Алфи Техноцентар, да, тие ги има на 2 места, во Скопје и Куманово, тоа се 2 ексклузивни и преубави продажни салони, полни со квалитетна роба, и 2 места на кои имате се на едно место. Производите на Арис прават чисто ренто, каде и да ги употребите, многу се практични за примена, а обезбедуваат сосема чиста околина и, на крајот, нема да заборавам, никогаш, ама ниту вие, ако некогаш ги посетите незаборавниот, преубав амбиент и момент кој ќе го доживеете во ето село Тимчевски и нивниот ресторан Едет, каде организираат феноменални свадби и веселби. Би рекол и за вас вечерва следува вистинска веселба, една убава, празнична, духовита атмосфера, затоа што ќе имате една единствена прилика. Сега и никогаш повеќе, барем не во оваа сезона, ќе имате прилика да уживате во една епизода преполна со скечеви и само скечеви. Добро, по нив ќе следува и малку... Да, скечеви.
Мене не ми е јасно како можеш још да го изневеруеш жената. Па не ли е срамота, бе? Па сигурен сум дека барем пут сега тој осетила. А не кажуваш, мајко. Па после се криеш од деца кад се жениш и на крај дојдеш до тој дередже да се криеш од жена. Па ти бистар си вие, бе, ставе, а? Јак, не сум бистар, бре, Бецо Стојко, него само сам здрав како конј, што ми исто и она кажа. Знаеш, сакам да иду за лошка да видам мајмуна. Мислим, виде, јас сам оние мали мајмунчиња што стоју на раме, него има ли поголеми мајмуни? Бомба, погледни го бежи ти све. Разведе се пред некој година, а саке од најубави години. Мора некако да го докачу. Мене не ми е јасно како можеш још да го изневеруеш жената. Па не ли е срамота, бе? Греота бе, не срамота. Ја то од жал га прав. Бре, од жал га правиш, бре. Стварно од жал га прав. Па и представи се ти на њојно место, бе. Ја имам си го жена, бе. Нели? Жена ми имаме мене, а она, бе, душичка, јадна сама, нема никога. Па не ли е жал? Фала многу на понуду. Неќу да се ставу на њојно место. Како сакаш? Ја да понудам? Туша, бе, кажи ми, што си понекад толку тврда, мајко? Па мора кад си ти толку мек. Ај сега, стварно ти викам. Јас сум сигурен, толку години сме у брак, па сигурен сум дека барем пут сега тој осетила. А не кажуваш, мајко. Не. Што бе да ти кажу? Што? Па тој да ми кажеш, кад го осетиш оргазам, кад живиш. Не ми кажуеш. Тој. Па тој. Па зашто си ми кажаја да не ти се јавljam, да не ти досаѓам док си на работу, ете за тој. Пиме, чудна работа. Гледајќи овој ракију како на кафе, а гледам, замисли, текна ми на секс. Да се чудиш. Мајко му, мисло си, тај секс много чудна работа. Знаеш, од детството ти тој почиња. Прво, нели криеш се од родители кад малаш девојчиња за тие работа, па после се криеш од деца кад се жениш и на крај дојдеш до тој дередже да се криеш од жена. Ама, тој ти овие твои години може да се криеш. Ја уопште не се крив. Не, бе. Ја кад дојду дома не се крив. Не. Ја легну и одма си заспија. Ако случајно не заспива одма, право се мртав. Гурен. Све. Скроз. И так се растрчи оваа мојата. Чисти чарапе нови. Веш чист исто. Бела кошулја. Одело. И ја кад стану за бајле, за на работу, све спремно. Лепо се и си отиду. Чиста работа. Виж, чиста работа, а чудна работа, мајко му.
Зашто сето секс стари почна, нели? Абе, да се чудиш. Ај, толку чудно. Заушка. Заушка или паротитис на латински е вирусна инфекција која најчесто ги напада паротидни пљунковни жлезде кои се наоѓаат пред уши, а позади вилицу. Туј негде. Пошто е тој вирусна инфекција, не треба да се третира с антибиотици, него треба да се прати и контролира температура на болнога, а за оток се користи топли облоге. Толку од медицинско тачко на гледиште. Заушка, како педагошко-васпитна мерка од страна на наши родители, е третирана како вакцина против неваспитање, безобразлук и хиперактивност на нас деца. Што порано го примеше дете заушку како вакцину, тој подобро беше за родители и нормално за дете. Само требаше да ga чуе глас на мајко ми Коки и да знам дека не треба да кршу туѓу играчку, да отварам туѓи фиоке и да се бесу на лустер. Кај ќе порасне дете, заушка како вакцина проваѓа у форму лепење шамар и тој док уши не почнав да му зуив. Тој е уствари реакција на вакцину. Добре, бе, Стојко, ви. Нели Бродек вика све пишувал? Жими Ајдар све пишуе. Па нигде, бре, тражу со зданови, не пишуе, бре, има ли оној живот после смрт? Мучи ме тај мисла, што да ти кажеш? И мене сак да ме прашаш. Па да. Мора да видиш по-прецизан малко, Ставре. После чију смрт? После... Пајде, бре, ти како жена си бидна, исто ме прошај онај мојата. После чију смрт, тралала, кажаво ја убаво. Ако еден од нас умре, ја ќе продам овој овце што имам и имање, има да ga шетам бел свет. Тако е се го кажа. Бре, па ти бистар си вие, бе, Ставре, а? Јок, не сум бистар, бре, Бецо Стојко, него само сум здрав како конј, што ми исто и она кажа. Она ли ти кажа? Мислим дека си како кој. Бре, куде сме, баш такој да кажи, лети одма од куќу. Не, такој кажала, него од около рече, вика, сакаш ли ти, Ставре, ја да ти кажу, у два збора дека си убав, згодан, јак, издржлив и добро граден. И? И кажа стварно у два збора. Кажа, конју еден. Па добре, ќутикат не ти е кажал дека си магаре. Не е кажала. Кажа и тој, дека сам инатлив како магаре на мост. Пака запцува ја. Да видиш ти, лево, десно, не знае куде да побегне. Докачи едну флашу надигна и излете надвор у двор тага. Па добро, ти видели што докачи флашу? Што имаш на тој флашу? Како, бре, нема да виду? Будал човек, па не дај Боже, бре, може да се фати за флашу с ракију да ми го испие све. Нема да виду. Среќа! У едну флашу беше стављаја бензин. Она се фати баш за тој флаш. Надигна, излете у двор, те го још трчи у круг. Па добро бе, па викај брза помош бе, што чекаш бе? Бре, што чекам? Па да ми наплатив можда. Абе ти будала ли си? Ништо му не. Ке трчи у круг, ке снема бензин, ке застане. Не бре, она болна. Ништо му не још трчи. Здрава е бре и она како кој. Брза помош. Бре, огањ. Ичне уму да виду у последно време, не е нарно. Глупост. Па кад си ги последни пut избришајаве тие тегле, гледа какви су. Никакви, земи избриши ги, па ќе видиш така како ќе видиш. Што збориш бе? Редовно ја бришу научаре бе. Барем еден пут месечно ги избришу. Ама не е до научаре. До знање, разбираш ли ме, човеку?
Што бе до знање, демек не уму да виду. Ајде бе глупости. Не су глупости, бе. Беше и вчера ночно. И? И вика ми човек. Нема да е лошо ти барем азбуку да го научиш, па после да дојдеш да видимо дали видиш. Да видимо дали ќе видимо, а? Тако да сказ. Тако сказ. А ти цел живот тие тегли ги носиш. Абе, ти му вика не види он па. Ајде, ја ќе те вода, ај. Полака. Само полака не си. Секи си. Значи не можу да поверуju што си направија. Не може да се помиру со тој дека си платија на проститутку за оној работ. Јаш па с картичку, па куде го провлече бре? Куде? Душове, па јас сум жив човек, мора да се снајду некако. Па што да правувам си потребе, кад ти с месеци викаш дека те боли глава. Јас сам кажувала дека ме боли глава. Да. Па ти што не си некад бар кажаја дека плачеш за оној работу, бре? У овој држава ништо ново. Стање за плакање. Да бе, штом не сте на власт, одма плачете. Увек е тако. Не е увек, не е тачно. Сега е полош. Овако ако почекате бе ви, сви ќе се исели. Да бе, а викат без те не се иселуесва, нели? Па не сви, иселуесва се, ама не сви. Еве, гледаш, има још. Ке видимо, ке се иселили сви, дали док смо ми или сте ви. Кај ќе дојдемо ли па? Да, кај ќе дојдете па. Ако дојдете. Ќе видимо дали ми или ви. Тој тек ќе се прашамо, али ја мислам дека повише сега. Веруем? На тебе да ти веруjem. Да. Сашта. Не ме веруеш? Па не ти веруjem. Знаеш ти што се десило? Знаеш ли го ти оној од приказко намо, оној од преко 7 реке, долови, брда, планине таму, знаеш? Глупости. Чуја сам и знам го, што? Ете тој, и она се иселила у Немачко. Ск, док сте ви, а не док смо биле ми. Море, и ми, и ви, и сви у мајчина. Джвокне. Како овој да ви го објаснам? Кад бесмо деца, знаја сме да се скараме с деца од другу мало. Но почеток тој личеше на играчку и почнуеше вербално, ама дешаваше се и да почнев да фрчив камења на сви стране и да пројде од играчку у плачку. Прво стремежливо, а у ек на борбу, бога ми, и озбиljно, па се дешаваше и да се джвокнемо с камен едни други меѓу себе, најчесто у глава. Родители на скарани стране ретко се умешуја се у конфликт, само коментира све дека денеска се тепамо, јутре пак ќе се играмо заедно. Мене, у данашњо модерно, технолошки напредно време, би ме било мерак да виду деца на сокак. Ама нема ги ни да се играв, ни па да се загаѓав с камења, далеко било да се джвокнев с камен. Играв се они меѓу себе, ама од дома, на телефони. Деца што разбирав. Игра се с митраљези, пушке, минобацачи. Камења се опасна работа. Тој родители никако не смеев да ги даде во руки. Никако. Знаеш ли ти, Ставре, дека ја кад ќе се напiju не се плашу од ништо? Од ништо? Ни од женот или бре?
До толку пијан не сум био. Па на тебе не ти ни личи више да се напиваш, бре, Баце Стојко. Откад си ти напунија 60 години? Ја почне нешто да ти откажуе. Што сака нека откажуе, ја не откажуju. Знаеш ли ти, Ставре, дека човекот ќе напуни 60 години, цркне му еден осигурач. Цркне. Па ја бре не спомна за цркнување ништо, ја рече за откажување. Цркне, па ја бре сак за некој ден ќе напуну 6 години не давам ништо да ми цркне. Јак бре. Ке ти цркне. А кога ќе напуни 65 години, так ќе ти цркне још еден осигурач. Да бе, а кога ќе напуну 75, так што ќе ми цркне, крала ли? Не, так ќе ти цркне струјомер, а ќе почне да ти работи водомер. Водомер. Па водомер, бре, грешка си, виж, ништо не знаеш. Ја немам водомер од тие, државни. Ја, бре, си имам свој бунар, не сам на тој водоводну мрежу. Ако, так ќе ти цркне гњурче. А ти, бре, да не се секираш за мене и за моја, да си водиш ред за твоje гњурче. Невеста води ред за моје гњурче. Гланца подмачкуе чисти, полира и не се нервира. Како ми стои на мене овај нова млада жена? Добро, а? Одлично ти стои. Само што не ти лега. Стои, како воловско уво ти стои. Сак ме секираш. Какото е како воловско уво? Па тако е, далеко си од се тој што е за секс, а близко си до рогови да ти набие. Овој ти враќам за гњурче, да знаеш. Него, Стојко, кога смо веќе около враќање, ти преврати ли ми ги оној под 50 евра што ти даде на заем? Не сам ти ги врати и немам сега да ти ги врату, него ете што викаш кад смо куде враќање у овој нашу дружбу. Прво што ми падне на памет и ми се врати у мозак е дека не смо пинале, ништо бе. Да се учукамо, да си се дружимо, а? Бре, и ти за тоа ли се секираш? Ја па за тоа ич не се секирам, да ти кажу право. Ја, Баце Стојко, и пијан и трезан, само едно воду ред. Да не остану дужан на никога. Ете, тоа е мој заклучок. А за дружење пак ќе се дружимо, не е проблем. А заклучија сам ја да ти кажу право дека пуно луѓи с мене се дружи ради паре. Со тебе ради паре, ајде, бре, Баце Стојко, па ти од си взимаш на заем. Па си викам, ако ги врату паре, па ја ќе остану сам, бе. Ај сак сипи по едно ракију да се дружиме. А види, ке си поне дека нема, ке се дружимо, али да знаеш дека заем има да си ga вратиш на мене до евро. Зашто ако не ga вратиш, ке почну ја да се секирам. И тек тага нема да можеш више ни да се дружиш с никога, ни да пиеш. Зашто ќе мора так ја тебе да те насекирам. Ајде, здраво, живо? Здраво, шефе. Иде ли работа? Иде? Иде, како не. Што иде, бе? Што иде, бе, све празно, бе? Па ти ништо не си сработаја. Па, размислуј, бе, шефе, за тој не сам сработај. Колку размислуваш, бе? Много размислуј, шефе. Знаеш, шефе, ја никад не сам био у зоолошко. Па што не саш да те фату за руку, па да те воду за ложка? Па може, зашто да не. Знаеш, сакам да иду у зоолошко да видам мајмуна. Мислим, видеа сам ја оние мали мајмунчиња што стоју на раме, него има ли поголеми мајмуни? Како бе, нема, има поголеми мајмуни, глупост. Има. Колку големи мајмуни? Големи бе, поголеми, како мене, колку тоа, од прилike тоа. Сакаш да кажеш дека нема поголеми мајмуни од тебе? Не, јас сакам да кажу дека нема да има поголема плата него што е сега. Никад. Па ти па изигравај мајмуна.
Душо, ја реши. Ја и ти мора да се разведам. Зашто бе да се разведам? Како зашто, мари? Цел град ете брои тамо дека идеш со туѓи мужи, разбираш. За тој ли бе ке ме оставиш? Зато е. Деца чувам ли ги добро бе? Чуваш поштена. 2. Готво ли убаво? Свак ден ручак имаш ли? Најукусно. У креве добра ли сам? Мешам ли? Тој дошо си најболе. Мешаш, нема што. Па тој мешање у којно не се учи бе. Мора да вежбам. Што брижеш тој пластична, бе? Се наде за него будал. Него кад сме куде будале. Стварно ли бе што збори по град? Ти си вие тренер на ватерполо клуб од Куманово. Стварно, бе? Стварно? Бие. Бие, више не сум. Зашто не си? Сменисва ме. Зашто те сменисва? Па зашто? Не слушај, така нешто. Они не слушав, тебе те сменисва. Да, неспоразумен. Убаво ми почнамо, ти кажу, право тренирамото и неколку месеца на нове базенче малото што ги имамо кој нас. Добро, дето е едното што е, да, и? Припремамо се убаво кондиција, све. И отидемо на пријателско, кам да изиграмо, докуде сме, у Србија бе сме. Во Србија? Да. Си тачан, они се европски прваци, светски прваци се они. И олимписки бе. Али, викам, ајде бе, што ако ништо друго ги се држимо, мајко. И добро почна смо. Они поише на пас, едно време, почетак, и наш голман одбрани, има еден кој е мене маце много брз. Фати го топку, кад се заплива напред, плива маце, ја викам оно, маце, дај го топку на дацета. Јог бе, како да не чуе, па плива, представи овие други. Напред, иде сам ја, па викам, маце, одма го давај топку на дацета. Јог бе, како глуде, не чуе, дојде пред голмана, постави се замана 2 пут, вап, даде гол. Па добро бе, па што сакаш, па даја гол? Па даја он гол, а даце што ми се удави до тага. Викам ти, несреќа и сменисва. Закасано. Кад некој каже дека го е закасаја, ништо више не га прашуј. Тој му дојде дека е толку нешто за сраја и има многу проблеми кои се само надовржуев, а никако да се решив. Значи прашање, куде се бе ти, што има ново? Одговор, ќути, не ме дирај, многу сам го закасаја. Савет, не престануј да збориш. Не га гледај у очи, заврти се и продужи си куде си пошија. Ако некој има проблеми со све и свашта, куде нас викав дека го е закасаја. Ако па тој трае и се врти у круг, тој е закасотина. Еден пријател вика, до гушу сам го закасаја. Куде да се обрну, само мука и неволја, нема се куде. Горе високо, доле длибоко, а слине утепа. До време ли е, до Бога ли е, до људи ли е, не ми е јасно. Само едно знам, еден пут кад ќе појде в кола надоле и закасаш, нема сакирачка. Гледам, нигде нема дрва, што кети тај секира, бе, Ставре. Ви, баце Стојко, ви! А што ви? Па, на човека што има покрај себе секиру, обично му се обраќаш с ви. Вас те изгледа снајка убаво изнервирала нешто. Не бро, на доктор. Чив доктор, твој? Не бре, njен матичан тај, води го и вчера. Замисли бре, убаво и фино га прашуju, докторе, ке умре ли моја жена? Замисли бре, он вика не.
Па вајда знае човек бе, разбира, докторе, тој е здрава жена, од што да умре? Доста бре, па ти, кажати ја, пази што збориш. Па после некое време убаво го прашувају, докторе, а сак ќе го умре ли жена ми? И он замисли, па вика бре не, и престани да ми муваш тие паре под жепови. Па треба да му веруеш, докторе, вајда знае. Абе, ајде ќе му веруј, он знае. Ја едино што веруј на моју гузицу веруј. Иако и она понекад знае да ми издаде. Не се муси бре, добро, извини што тако си изразуј постар, сема како друг ќе ти објасню. Ја едино на моју гузицу малку од малку веруј зашто она увек стои позади мене. Ама мора на некога да веруеш, бе, Ставре. Еве, на деца веруеш ли? Ќе веруеш едно време на тој постаруту ќерку. Се док не дојде еден ден и не ми кажа, тате, ако не ми дадеш да се одаду за njega, ја ќе рипну Вардар. Ке рипне у Вардар. Па Вардар река ни е, бе. Река, како не? И тој голема. Добро, ретко кад не дојде некад. Ама река може да се каже. Па ти што му кажа? Ја ли? Ја му кажа, Керко, слушај ти кажу, рипни ти слободно у Вардар. Ке се снајдеш некако, и такој сви гуски умев да пливав. А тој njega, кој е? Тој бресак што ми е зет. Добре, он сакаше да иде, беше поашли таму за немачку или француску, века тако да ја стигне. А и што остана избегаја? Мој автобус, сигурно. Не, бре, остана туја. И замисли, бре, зема па се уклопи у фамилију. Да се чудиш. Боже, Емилија, бе, кад те оќе среќа. Тој ти е такој. Пара на пару увек иде. А баксуз на баксуза. А сак зет и керка, куде су? У којинце теги. Сад и взеле и чував кокошки. Ама добро, види, немачки расад бија, а француско легло. Ја мислу, ќе ги биде. Значи, овакој, ја би те замолија, друг пат, кај доваѓаш каде мене кафану, да не го доведуеш куќе. Зашто бе, што сметав, оно надвор се седи? Па баш за тој што е надвор, бе, брат. Жали ми се муштерија дека ги мава на точак. Тоа не е тачно, бе, лъже, бе, тоа. Моје куќе нема точак, бе. И не уме да тера точак, бе, што ти да тера? А, ке проверуја тој. Па тъй ке видимо ми чиво куќе точак тера. Ајде, млати, ајде, сипи још по едно. Ајде, Боже. Слушай, не мога да ми кажеш сега дека у 3 саца Валя си решила да ми замесиш зељани. Срце си, бе. Да иду ја да купу јогурт, а? Не, а? Па ти, како кисело ме гледаш, сигурно и кисело млеко си направила, а? Злато си, најбоља домаќица. Ако душ. Што мислиш, бе, Злато? Како можу да се сликам, а да не изгледам дебело? Можеш. Зашто да не? Како? Па луко, бе, Злато. Отиди на рентген. Пу! Хајде бе, вратам малку назад, не премногу, не полн час, на почетокот на емисијата реков, оти сакам редовно и постојано да паметувам,
така си мислам, дали размислувам не сум сигурен, ама сепак мислам и некако ќе мислам и успевам да смислам нешто како следново. На поп се кажува, нели? На доктор се покажува или вака за да види човекот. На убава жена, внимавајте, никогаш не се откажува, а на својата пак ништо не се кажува. Опасно може да биде, иако звучи вака смешно, ама не е препорачливо да го пробате сами и во домашна атмосфера. Мислам, тоа важи за вас. Јас си најдов жена што ми одговара. Ми одговара, бе, жена ми. Еве, дури кога нема ништо да ја прашам, таа ми одговара. Велат подобро да одговара, отколку да оговара, нели, за жените. Велам и за мене. Како мене вака, па да ви каже дека пак едно исто не очекува и следниот викенд, односно нова епизода, со нас и со нашите пријатели. Како покровител е Државната лотарија и нивните бројни игри во вид на грепки и секако главната Лото 7 секоја среда и сабота со премија од над 61 милион денари. Играјте одговорно или подарете грепка и усреќете некого затоа што тоа сега е модерно, она гребењето, ма не сега, тоа е секогаш модерно, барем во последните 3 декади кај нас. Гребењето обезбедува сигурна иднина или може да ви обезбеди некој убав подарок или награда. Подарете инстант лозови во кои потенцијално се кријат големи добивки како стан, автомобил или вредна парична добивка. Ние ќе ви подариме пак нова емисија заедно со лотарија, сега за празниците многу актуелна и со многу награди, со млечните производи од Бучен Козјак, Алфи Техноцентар во Скопје и Куманово, чистите детергенти од Арис и незаборавните моменти и спомени во комплекс Етно село Тимчевски и нивниот ресторан Еден. До тогаш, не љутиш преку репризи на сите социјални мрежи како Facebook, Instagram, TikTok и YouTube. И следува она како за крај. Вака, би сакал да дам еден мал совет на младите брачни парови, посебно ако живеат и не гледаат од Америка. Таму е незгодно малку и затоа никогаш немојте да го гаснете светлото додека водите љубов со својата жена. Немојте. Зашто без светло е мрак, нели? Па некако не се види. И затоа мора светло, за да не биде потоа. Зошто ма вака црно, бебе, а? Зошто? А личи малку да на мене, а? Абе, нека е живо и здраво. Ако е црно, ништо страшно. Страшно е само што мора да се оделиме, но пак ќе се вратиме. Следна недела, нема љутиш. До тогаш, чао. Још го. Најчесто ги напада паротидни пљунковни. Мислеше дека погреши, уствари добро га тера, ама па саква погреши. Добар ден. Кој е добар ден? Куде е добар ден каде е ноќ? Абе, си сели, ви, ми, они, не знам текст како беше после, многу замутено, завртено, ми, ви, од тука до вуд. Напредорно. Поголеми мајмуни има и од тебе, сакаш да кажеш погреши. Не сме погрешили, чекам те само да ми кажеш колку големи. Најчесто ги напада паротитни пљунковни зашто се са. Или така е откако јас паметам, нели? Тому... А себе да нема некоја нафргјотина нешто? Добри? Па добро, убаво, па шта сме они шутирава голман од Брами? Од Брами? Од Брами? Од Брами, бе. Пред уши, а позади. Идемо па.